Како привршува кампањата, така Социјалдемократскиот сојуз е понервозен и се служи со се пониски и подрски монтажи, фалсификати и манипулации. Знаат дека ќе ги изгубат изборите, во очај и во паника се. Во минатите денови со документи и докази го потврдивме фалсификатот кој Заев го презентираше на јавноста од извесен Загорец Тумбовски. Но СДСМ не застана таму и не се извини, туку продолжи. Замислете, аболицираниот за криминал од над 8 милиони евра Зоран Заев на помош во кампањата го повикал осудениот за криминал од Врховниот суд Загорец Тумбовски. Ништо друго од СДСМ и не можеше да се очекува. Нека продолжат само така. Граѓаните ќе видат каква партија е Социјалдемократскиот сојуз. Загорец Тумбовски е осуден за фалсификување документи, за перење пари и за даночно затајување од страна на Врховниот суд во време додека ВМРО-ДПМН е на власт. Нормално е дека ниту тој ја сака ВМРО-ДПМН, ниту Зоран Заев. Овие двајца би биле најсреќни да не се спроведува законот, да не се бркаат криминалци, за да може и тие двајца да работат како што работеле претходно, а да не одговараат за тоа. Овие луѓе би биле најсреќни ВМРО-ДПМН да не е на власт, за тие да си ги продолжат криминогените шеми од минатото. До каде дојде Социјалдемократскиот сојуз? Подолу од дното. Користат изјави на лица во бегство осудени за криминал. Тоа зборува за очајот и незнаењето. Нема воопшто да се изненадиме ако побараат помош со изјави и од Бајруш Сајдију, Мадам Пепи, газдарицата на Фиком и слични осудени за криминал. Сите тие имаат причина да бидат против ВМРО-ДПМН. Сите тие заедно со Заев би биле среќни да не се спроведуваат законите во Република Македонија. Се здружиле една дузина осудени, гонети и аболицирани за тешки криминали од повеќе милиони евра и монтираат, фалсификуваат, лажат и бегаат. Тоа нема да помине кај граѓаните. Граѓаните на Македонија знаат кој е чесен, кој работи макотрапно, а кој со лаги и фалсификати се обидува да се приграби до власта. Заев вчера избега да даде одговор на многу значајни прашања, но ние повторно го прашуваме. Кој го фалсификувал документот? Тој лично или заедно со осудениот Загорец Тумбовски? Каква соработка имале во минатото Зоран Заев и осудениот Загорец Тумбовски? Дали СДСМ му ветил помилување на Загорец Тумбовски, кој е осуден од страна на Врховниот суд на казна затвор од 6 години за фалсификување на документи, перење пари и даночно затајување, за да ја лаже македонската јавност? Како е возможно човек што претендира да биде премиер да се здружува и да одработува заедно со лица осудени од највисоката судска инстанца, од Врховниот суд на Република Македонија? Има многу прашања на кои Зоран Заев ќе мора да даде одговор. Фрлајки со кал по другите, не гледа дека сам се попрскува со таа кал. На граѓаните им е доста од монтирани и фалсификувани случаи. Тоа го гледаа додека СДСМ беше на власт, заедно со грабежите во Македонија. И овој пат граѓаните ќе знаат да застанат зад својата држава и зад спроведување на законите во Република Македонија.